Без вода нема живот. Денеска го славиме Светскиот ден на водата, 22 март. Водата е основата за опстанокот на живиот свет на планетата Земја. Потребата за вода е од витално значење за намалување на глобалното оптоварување со болести и подобрување на здравјето, благосостојбата и продуктивноста на населението. Најважно од се е да имаме пристап до чиста вода за пиење и за одржување на хигиената. За жал, состојбата во реалноста е застрашувачка. 2,2 милиарди луѓе, или 1 од 3 луѓе во светот, користат извор на вода за пиење контаминиран со измет, што ги става во опасност од заразување со колера, дизентерија, тифус, детска парализа и низа други болести. По повод Светскиот ден на водата, ние бевме во посета на Истражувачкиот центар за применета микробиологија и биотехнологија доктор Кунгуловски во Скопје, акредитирана лабораторија за сите видови вода и храна. Генерално чиста вода за пиење имаме во повисоките планински региони и надоле веќе знаеме сите реки, водотеци се загадени, зашто бидејќи таа ни е нашата култура. Прво немаме изградено соодветни прочистителни станици, тој број е многу мал. Тие што ги имаме изградено несоодветно се одржуваат, многу често не функционират и заклучокот е општ дека водите ни се контаминирани. Кај нас многу често доаѓаат води за анализа од приватни лица, кои имаат бунари и така натаму, бидејќи нашата компанија Биоинженеринг е 30 години и основната дејност е изградба на прочистителни станици. Ние имаме наша патентирана технологија, наше производство на прочистителни станици, така да целта на оваа лабораторија беше, меѓу другото, и да помогнеме и на општините и на приватните компании да со нашето искуство да го подобра функционирањето на прочистителните станици. До каде сме, професоре, во тој поглед? Па, сега многу се дискутира околу изградбата на прочистителна станица на град Скопје. Се надеваме брзо ќе отпочне, тоа е една добра инвестиција. Конечно градот Скопје ќе ги изнесе отпадните води така надвор од градот и ќе се обработуваат во прочистителната станица, меѓутоа јас би сугерирал таму да се вработат соодветни стручни лица, бидејќи таа огромна фабрика за третман на отпадните води ќе биде многу комплицирана, со многу опрема, со софистицирана технологија и ќе ни треба многу знаење и умење за да го одржуваме процес. Само да изградиме, треба таа и да функционира. Кажете ми, што советувате вие, да пиеме ли вода од чешма? Да. Треба да пиеме и мислам дека скопската вода, сите анализи тоа го потврдуваат. Знаеме водовод си на своја лабораторија, многу квалитетна, опремена, со добри кадри, и ја следат секојдневно работата. Ние со таа лабораторија континуирано соработуваме, бидејќи преку акредитацијата сме поврзани сите лаборатории и можеме да кажеме дека Скопје има, аз ќе тоа го знаеме, еден град од ретките градови во Европа која има квалитетна вода за пиење, бидејќи водата доаѓа од Рашча, односно таа е карстна вода. И само за крај, еден совет, односно едно прашање од вас, дали превриената вода, кога превриваме вода, навистина успеваме да ја прочистиме, односно да биде, доколку знаеме дека е загадена, ако ја превриеме, тоа значи дека е корисна и е питка. Да, сега кога зборуваме за контаминација на водите, треба да има 3 вида на контаминација. Физичка контаминација, хемиска и биолошка. Со варењето на водата ние отстрануваме еден проблем, ги убиваме патогените бактерии, таа вода не е опасна по здравјето на луѓето. Меѓутоа имаме уште 2 критериуми, хемизмот и физички карактеристики на водата. Ако има многу суспендирана материја, тоа е штетна по здравјето на луѓето. Ако има присуство на токсични хемиски соединени и така натаму, така таа не е
не е корисно за пиење. Инаку денеска постојат современи филтри за вода и многу подобро јас препорачувам и на моите студенти на факултет. Препорачувам таму каде што нема можности за користење на квалитетна вода, односно нема приклучок на водоводна мрежа, има сопствени бунари. Таа вода пред самата славина да се монтира еден систем за филтрација. Тој не е скап, има добра цена, го има на пазарот и тие филтри ги прочистуваат и физички, и хемиски, и биолошки. Водата која доаѓа од чешма, доколку сте на градски водовод, е полна со хлор, како популарно средство за дезинфекција. Консумирањето на хлорираната вода го зголемува ризикот за рак на бешиката, зголемување на холестерол, како и предизвикување на астма и алергија. Хлорираната вода е лоша за кожата, очите и дишните патишта. Водата која ја пиеме не би смеела да содржи повеќе од 4 мг хлор по 1 литар вода. Но за жал се случува да се поминат тие граници. Во секој случај, пожелно е да ја филтрирате водата што ја пиете, бидејќи хлорот долгорочно е многу штетен за човековото здравје. Потребни се приближно 50 литри вода на ден за да се задоволат повеќето основни, односно секојдневни потреби. 12% од светското население пие небезбедна вода. 800 деца под 5 годишна возраст умираат секој ден од диареални болести поради лоши санитарни услови, лоша хигиена или небезбедна вода за пиење. 3 милиарди луѓе од глобалното население живее без основни уреди за миење раце со сапун и вода, достапни дома. Една од 6 здравствени установи на глобално ниво нема хигиенска услуга, што значи 1 од 10 пациенти добива инфекција. Нема хигиенски средства за раце на местата за грижа, како и вода и сапун во тоалетите. За да може да се справи општеството со кризата за вода и да го овозможи правото на вода, Обединетите нации го признаа правото на вода како елементарно човеково право за обезбедување чиста и здрава вода за пиење. Од 1993 година, со одлука на Обединетите нации, 22 март се одбележува како Светски ден на водата. Основен фокус на Светскиот ден на водата е да се поддржи постигнувањето на целта за одржлив развој на вода и санитација за сите до 2030 година.